Од проценка до реакција, по 3 години Македонија доби национална стратегија за сајбер безбедност. Надлежните со ова ја добија клучната алатка за да може да одговорат соодветно на секаков сајбер напад. Во секој момент ќе може да се одговори, но и да се направи брза проценка за каков вид инцидент станува збор. Националната стратегија се фокусира на 5 клучни приоритетни области. Првиот е зајакнување на националните капацитети, односно на воспоставување силни структури на управување, обезбедување на критичните инфраструктури и системи, потоа градење на сајбер отпорно општество преку кампањи, минимизирање на влијанието на сајбер инцидентите, како и подобрување на националната и меѓународната соработка. Овие мерки се однесуваат на формирање национален совет за сајбер безбедност, кој ќе врши стратешки надзор во рамките на Националниот совет за дигитална трансформација, оформување на централизиран систем за одговор на инциденти, за рационализирање на управувањето со сајбер кризи, проширување на програмите за едукација и обука за сајбер безбедност за да се реши недостигот од квалификувани професионалци, искористување на напредните технологии како што се вештачката интелигенција и машинското учење за да се подобрат способностите за откривање на заканите и одговор на истите и развивање на правна рамка за сајбер безбедност Со стратегијата се затвораат сите постоечки празнини, но и се заштитува критичната инфраструктура, уверува министерот за дигитална трансформација. Нашата влада е целосно посветена на спроведување на оваа стратегија со транспарентност, отчетност и итност. Ке се обезбедуваат редовни ажурирања за напредокот, со што ќе се осигури дека ќе останеме на курсот за да ги исполниме нашите навистина амбициозни цели. Дозволете ми да го искористам овој момент и да ги поканам сите активни чинители со истата посветеност која што ја понудија на пишувањето на оваа стратегија, да го коментираат и дополнуваат нацрт законот за сајбер безбедност. Министерството за дигитална трансформација има изработено и протокол за училиштата и TikTok предизвиците, со кои децата се изложуваат на опасност дури и по животот. Истите ќе може да ги користат и родителите, за да знаат како да го ограничат пристапот до одредени апликации и веб страници.